Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата која ќе ја следите до 12 часот. Кризата со мигрантите добива драматични размери. Бегалскиот бран надоаѓа побрзо од можните решенија за справување со него. Топлото време дополнително ги изголемува ризиците. Джиновски бегалски камп, сличен на озлогласената џунгла кај француско Кале, никна по должината на границата меѓу Грција и Македонија. Најмалку 11.000 мигранти се заглавени на граничниот премин и домени, тесно грло на бегалската рута, низ која илјадници лица што бараат азил се обидуваат да стигнат до Европа. Тој почна да расте откако на 23 февруари македонските власти воведоа построги рестрикции за емигрантите, забранувајќи им на афганистанците да влизат во земјава по сличниот потек и на српските власти. Грчките политички лидери денеска се среќаваат за да усогласат заедничка стратегија и позиција на државата за бегалската криза пред средбата на врвот меѓу Европската унија и Турција во понеделник. Се очекува премиерот Алексис Ципрас да потцрта дека Грција е исполнила обврската кон Европската унија за зголемување на бројот на локации каде се врши сместување на бегалците, но оти нема да прифати тие да останат тука долго време. Се очекува Грција да побара бегалците да бидат распределени низ Европа директно од Турција и да не биде дозволено тие да пристигнуваат по вода на грчките брегови. Владата во Атина објави формирање специјална комисија за координирање на сите министерства чија дејност е поврзана со бегалската криза. Австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц денеска во интервју за Македонската информативна агенција оддава признание на Македонија за пристапот во регулирањето и контролирањето на мигрантската криза и вели дека за нејзино решавање неопходно е Европа повторно да воспостави контрола врз своите надворешни граници. За мигрантската криза во Пулт ќе разговарам со Трпе Стојановски, професор на Факултетот за безбедност и поранешен директор на Мари Центарот. Останете на Пулт, останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Назад сме во Пулт на Радио Слободна Македонија, како што најавив на самиот почеток, мој гостин соговорник, професорот по безбедност Трпе Стојановски. Добро дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добро ве најдов. Професора, ги гледаме и денешните слики, кампот кај домени веќе преплавен со луѓе, околу 11.000 бегалци се заглавени на грчка страна, меѓутоа во близина на границата со Македонија. Колкава закана е целата оваа мигрантска криза за Република Македонија? Ова се нови аспекти низ кои што се манифестира бегалската и мигрантската криза и од таа причина се разликуваат од претходните, кога земјите од регионот, вклучително и Република Македонија, бе идентификувани како транзитни земји и каде што на релативно поедноставен начин се регулираше влезот на бегалците во Република Македонија, некакво нивно регистрирање на почетокот, кое што се повеќе станува регуларно. И во таа смисла, за кратко време, имајќи во предвид географската големина на Република Македонија, со релативно добро уредени решенија пред се транспортот со воз, заминуваа на север и излегува од Република Македонија. Меѓутоа, овие нови моменти кои што значат воведување на нови рестриктивни решенија и намалување на бројот на бегалци, односно мигранти кои што може да влезат во Република Македонија и потоа да продолжат кон север, што е диктирано пред се од правилата кои што ги наметна Австрија за прием на бегалци на австрийска територија, драматично го редуцира бројот во однос на мигрантите и бегалците кои што доаѓаат и се таложат на јужната граница. Така што денес говориме за десетина илјади такви луѓе кои што чекаат непосредно на границата јужна од Република Македонија, но тука всушност е и најголемиот ризик дека овој број сигурно дека со секој измина ден ќе се зголемува и со тоа притисокот кон границата кон Република Македонија ќе се зголемува. Тоа отвара нови предизвици, нови предвидливи, но и непредвидливи аспекти со кои што ќе се соочат македонските власти. Секако дека тука на удар е полицијата и другите служби, армијата, односно структурите кои што имаат своја надлежност при контрола на државната граница. Во тој дел е интересно доаѓањето и присуството на странски полициски службеници, што од многу аспекти е корисно, меѓутоа исто така носи и нови ризици.
и останува да видиме како ќе се менаџира ова прашање, бидејќи ова е само еден од аспектите кои што се видливи и препознатливи доаѓањето и зголемувањето на бројот на бегалците пред да влезат во Република Македонија. Постојат и бројни други ризици кои што се однесуваат на доаѓање на потопли денови, на можно зголемување на бројот на бегалците пред се од со војна зафатените земји. Останува да се види дали и во кој обем евентуално алтернативни правци ќе бидат идентификувани, во некој период имаше и такви, и како тие правци ќе бидат контролирани од институциите на земјите во регионот. Како го оценувате начинот на кој македонските институции до овој момент успеваат да ја менаџираат оваа состојба? Па би рекол со висок степен на прагматичност Македонија по оние првични моменти на прилагодување кои што се случија во мај, јуни и особено во август минатата година, релативно добро го менаџира целиот процес, што говори за една меѓуинституционална координација, поврзаност, за решенија кои што Република Македонија можеше да ги понуди, за дополнителни нови аспекти кои што значеа инсталирање на превентивни механизми за спречување на влез надвор од граничниот премин, односно од правецот кој што беше идентификуван дека може да влегуваат бегалците и мигрантите, тоа е правецот долж железничката линија помеѓу Грција и Македонија. И во таа смисла до сега, имајќи во предвид дека Македонија беше идентификувана како транзитна земја, процес кој што функционираше, не создаде некои критични моменти и во таа смисла она што го правеше Македонија повеќе се оценува како конструктивен пристап, како придонес во амортизирање на бројни ризици кои што и досега постоева во бегалскиот процес, а за кои што Македонија конструктивно пристапуваше и дури служеше и за пример во однос на некои од земјите членки на Европската унија како треба се пристапи и како треба се менаџира овој процес. Нели според вас поддршката која Македонија добива од Европската унија е соодветна на предизвикот со кој земјата се соочува? Значи, поставувате прашање кое што е многу логично. Меѓутоа, ако разговарате со некој соговорник од Европската унија, ако не е политичар, многу реално е да добиете контрапрашање, а дали Македонија треба да очекува нешто од Европската унија, бидејќи и тоа се земји кои што се соочуваат со овој проблем и во кои што инвестираат. Секако, имајќи во предвид дека станува збор за побогати земји, за земји кои што се дел од Европскиот пазар, од Европската унија, сигурно дека одговорноста на овие земји е поголема и сигурно дека можеби по инерција, имајќи во предвид и позицијата на Република Македонија како земја која што пристапува кон европските стандарди и правила, логично е да се очекува не само финансиска, но пред се организацијска поддршка и помош во проблемите или ризиците со кои што се соочува Република Македонија. Од друга страна, сведоци сме на европските земји кои што по правило, кога ќе се појави некоја криза, а во тој дел имаме прилично добро искуство и од 1999 година и наваму, дека кога доаѓа до ескалација на некој ваков проблем, тогаш политичарите многу вешто тоа по некој сценарио практикуваат да организираат донаторски средби, каде што многу лесно се лицитира со високи цифри дека всушност ќе се помогне. И тоа е, можеби, нема подобро решение од тоа кога психолошки можеби се влијае на да се постигнат некои позитивни ефекти, иако сведоци сме дека најголем дел од тие лицитирани износи никогаш не стигнуваат на адресите за кои што се најавуваат. Така што мора да се рачуна и на такви искуства. Во секој случај мора да се развиваат релациите и земјите пред се со земјите потврдени партнери и пријатели во таква ситуација. И имајќи во предвид дека во Европската унија постојат и значајни фондови за вакви ситуации, треба исто така да се задоволи методологијата за да се дојде до тие фондови и на легитимен начин да се добијат средства од тие фондови.
Земите кои што се членки на Европската Унија се во многу поинаква, попривилегирана ситуација за да ги користат средствата кои што постојат за вакви слични ситуации во европските фондови. Од друга страна, земите кои што не се членки на Европската Унија, така наречените трети земји, каде што во моментот е и Република Македонија, многу потешко ќе може да пристапа до тие средства. Меѓутоа, знаете, животот е едноставно надпревар. И повештите, подготвените достигнуваат повеќе од своите планирани цели и тоа е добра прилика или добра школа и за Република Македонија да биде попрагматична во тој дел. Она што е исто така значајно е дека бројни меѓународни организации кои што имаат мандат за постапување во вакви ситуации, тие се присутни на терен, меѓутоа искуството кое што го има Република Македонија и во изминатите години и денес говори дека можните проекти или партнерства носат прилично лимитирани резултати. Така што тоа е друга област во која што веројатно треба да се менува дел од нашите навики, можеби агресивноста и конкретноста во она што ни треба и што треба да го бараме, да биде поедноставно, попрагматично на начин на кој што ќе донесе поголеми резултати. Многу често слушаме дека единствено решение е за целата криза Европа да има единствено решение, односно заеднички став и заедничка политика по однос на мигрантите. Дали е тоа воопшто можно и што всушност би значело едно заедничко европско решение? Во моментот тоа што го кажувате единствено европско решение е, би рекол, желба која што сите ја посакуваат. Особено што миграцијата во облиците во кои што се манифестира во последниот период покажува дека сериозно загрозува многу од европските вредности. Тука ќе ги споменам Даблинскиот протокол, односно стандардите на Европската Унија која што долго време ги подготвуваше и кои што имаа своја употребна вредност кога станува збор за правото на азил на баратели од трети земји во земјите членки на Европската Унија. Со појавата на бегалската криза, едноставно тие механизми се распарчија. Шенгенскиот простор, кој што е можеби највисокиот дострел и придобивка од страна на Европската Унија, е сериозно загрозен имајќи во предвид дека Грција, која што е земја членка на Европската Унија и на Шенгенскиот договор, всушност е идентификувана како ризична земја во однос на другите европски земји, од причина што не може квалитетно да го менаџира доаѓањето и контролата на бегалците и на мигрантите кои понатаму преку Република Македонија вршат притисок за да продолжат до земјите членки на Европската Унија. И тоа пред се е Германија, која што се уште прокламира политика на отворени врати. Тоа се во добар дел скандинавските земји, до неодамна тоа беше и Австрија. Меѓутоа, сведоци сме дека доаѓа до една заситеност во земјите од Европската Унија, кои што има или се уште имаат отворени врати, и дека всушност овој момент всушност е критичната точка која што ја менува ситуацијата во однос на позицијата на овие европски држави спрема бегалците. И ако тоа се случува денес, на почетокот на март 2016 година, тогаш сите индиции упатуваат дека со затоплување на времето и имајќи во предвид дека воените действија се уште се одвиваат во Сирија, во Ирак, во некои други земји зафатени со војна, дека всушност бегалскиот и мигрантскиот бран барем во догледно време нема да се прекине. Напротив, тој добива во интензитет и тоа се моментите кои што веројатно во текот на првата половина од 2016 година кај многу земји од Европската Унија ќе доведе и до менување на нивните позиции во однос на овој феномен, споредено со минатата година или до неодамна. Тоа се случува со Австрија и тие решенија или последици ги чувствуваме. И тоа се состојбили решенија кои што ќе се менуваат од ден во ден. Пред неколку дена говоревме за 2-3 бегалци кои што доаѓаат и чекаат влез во Република Македонија. Добро е што влезот низ Република Македонија се одвива контролирано.
Меѓутоа, во намален интензитет, и од извештаите на Министерството за внатрешни работи слушаме дека отприлика околу 300 лица во текот на 24 часа може да влезат, да се регистрираат и да продолжат кон север. А од друга страна, доколку интензитетот на бегалците кои што доаѓаат преку Турција, Грција и од други правци се акумулираат во Грција, доколку тој несразмерно е поголем од всушност пропусната моќ која што се овозможува, тоа се предизвиците кои што ќе доведат до нови моменти, до нови ризици, и тука е многу тешко да се предвиди сценариото како ќе се разрешуваат овие состојби, имајќи во предвид дека Македонија и другите земји северно од Македонија на поинаков начин се поставуваат кога е во прашање безбедноста, територијалниот суверенитет на земјата, а луѓето, бегалците, тоа се сепак жива материја која што се изложени на мачни страдања, патувања, каде што секое непредвидено продолжено чекање ќе доведе и до појава на болести. Болестите ќе доведат до потрагични случаи за жал, и сето тоа само ќе ја комплицира, би рекол, пролета, односно деновите кои што се пред нас. Тоа е таа дилема во која што се поставува пред сите, дилемата помеѓу хуманоста и помеѓу безбедноста, пред која се исправени сите земји од Европската унија и Република Македонија. Ќе направиме куса пауза за реклами, се враќаме со 3 прашања кои што се особено важни за нашите слушатели. Дали е можен домино ефект создавање на кампови во Македонија, можни ли се нови инциденти како минато неделниот кога дојде до обид за пробивање на границата од страна на бегалците, и секако дали случувањата во Република Македонија влијаат на нашите капацитети за справување со кризата. Се враќаме веднаш по рекламите. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Во пулт разговарам со професор Трпе Стојановски околу предизвиците од мигрантската криза. Кај граѓаните постои неголема загриженост колку е можно едно сценарио, еден домино ефект и поставување на потрајни кампови во Република Македонија во кои би биле сместени поголем број на бегалци. Од искуството кое што го собираме во изминатава година, сведоци сме дека станува збор за бегалска и мигрантска криза која што е непозната во изминатите децении во Европа. Се покажува исто така дека ова е еден значаен процент од сиријците, односно од другите држави зафатени со војна, кои што бегаат и кон Европа. Во целина може да се говори за многу поголеми групи на луѓе, односно бегалци од овие земји кои што се сместени, односно се наоѓаат некаде во соседството на Сирија. Но и ова што се случува спрема Европа, се говори за бројка од повеќе од 1.200.000 бегалци регистрирани. Сигурно дека таа бројка е поголема. Всушност го отвара прашањето за можната абсорбција на оваа структура на луѓе во Европа, односно во земјите од Европската унија. И главниот предизвик е што говориме за бројки или за статистика која што е регистрирана. Но што всушност доаѓа, тука многу малку може да сретнете релевантни проекции кои што ќе ги потврди праксата за тоа што не очекува за 1 месец, за 5 месеци, за 1 година и така натаму. Така што сите проекции кои што ги слушавме пред се од Германија, која што важи за земја со поквалитетна статистика и со поквалитетни проекции за можните ризици, минатата година беше дека од споредно со 2013 година бројката од 200.000 баратели на азил планираат да се зголеми до 400.000. Па видовме дека таа бројка надмина 1 милион. Значи, имајќи во предвид како некои други држави од Европската унија се поставуваат, и веројатно и земјите од регионот, вклучително и Македонија, впечаток е дека во моментот се пристапува да се менаџираат дневните состојби. Во еден дел заслужува вниманието што Македонија инвестираше во поставување на бариери со кои што ќе може поквалитетно да ја контролира границата, и тоа од денешна позиција се гледа дека беше исправна одлука. Меѓутоа, како ќе се одвиваат работите за некој пократок период во иднина,
тука е најголемиот ризик кој што никој не може да го предвиди и уште повеќе што Европа е идентификувана како континент кој што е посакувана дестинација за бегалците, меѓутоа од друга страна Европа не може посериозно да влијае на причините поради кои што се случуваат бегалските кризи. И тоа дополнително ја прави позицијата на Европа да биде ранлива, вклучено и на претходно поставеното прашање за тоа која е единствената европска политика. Видовме дека е ова едно од прашањата кои што на наједноставен начин го цепи европското ткиво и Европа веројатно тешко или пореално не ке може да изгради единствен пристап спрема предизвикот со бегалците и мигрантите. Од причина што многу од земјите, чекајќи на европско решение и не можејќи да бидат поефикасни во менаџирањето на проблемите, наметна своји национални правила, односно решенија, кои што се спротивни или во најмала рака не се дел од едно европско продолжено решение. И тоа само упатува дека ако кризата продолжи да се зголемува, сигурно дека и тие различни или спротивставени решенија внатре во Европската Унија ќе продолжат да постојат, дури и да се зголемуваат. Така што се отвараат многу предизвици, особено во делот на безбедноста, која што е неопходна. Меѓутоа, во кој дел безбедноста треба да биде избалансирана или хармонизирана со човековата димензија, со хуманитарниот аспект кој што е неопходен да им се укаже на бегалците. И тоа се две работи кои што многу тешко ќе може да ги идентификувате да бидат дел од едно функционално единство. Од таа причина проблемот теоретски постои и постојат многу индиции дека тој само ќе се зголемува и ќе биде многу поосетлив, многу посериозен. Во оваа ситуација најголем дел од решенијата ќе бидат на штета на хуманоста и останува да се види како едноставно државите на национално ниво, како регион, како континент, како можеби некое глобално решение кое што во моментот го нема, ќе се постават во однос на предизвиците кои што се реални и кои што ќе доаѓаат. Колку лимитирањето на бројот на бегалци кои поминува низ балканската рута кон земјите членки на Европската Унија е една голема услуга за криумчарите на мигранти? Тоа е прашање кое што исто така не смее да се испушти од вид, имајќи во вид дека човечките судбини и човечките несреќи во најголем дел се користат од криумчарите, односно од трговците. Така што, кога станува збор за бегалската криза, може да говориме за колаж на повеќе кривични дела кои што се извршуваат од страна на организирани криминални групи, кои што многу малку водат аспект за хуманоста или за некакви ферплей решенија. Тие се водат од мотивот за профит, кои што доколку критериумите и границите инсталираат погусти филтри за преминување на границата, тогаш цената на нивните услуги, на услугите на криминалците, се зголемува и секако се зголемува и профитот. Исто така сведоци сме на многу од овие некоординирани решенија помеѓу државите. Всушност, многу отворено, добар дел од бегалците и мигрантите кажуваат дека кога ќе најдат на препрека, услуга бараат од криминалните структури, опишувајќи ги тие услуги, како ги добиваат и секако колку тие чинат. Од друга страна, кога станува збор за криумчарење на мигранти, тоа е тешко кривично дело, меѓутоа е едно полесно од многу други аспекти или облици кои што се присутни во други сродни кривични дела, а кои што се интегрираат со ова условно кажано основното кривично дело. И тука пред се мислам на големиот број државјани од нашите земји, од регионот, кои што се присутни на боиштата во Сирија и каде што учествуваат пред се во структурите на некои од непријателските организации и структури, каде што веројатно влијанието на религијата е големо
и каде што веројатно после известно време поминато таму, прашање е дали и колку можеме да говориме дека се тоа лица кои што имаат самоконтрола, кои што може да се вратат и да се интегрираат во нормалниот начин на живење и всушност нивното враќање, макар да е тоа и со завршен престој, без некои дополнителни задачи кои што ги добиваат од таму, повраќањето во земјите од регионот, повторувам, нивната интеграција е многу осетлива и многу од новите кривични дела со елементи на насилство, со обележје на терористички активности, со белези на сила и примена на оружје, бидејќи тоа се веќе извежбани војници, се потенцијални ризици за состојбите во земјите од регионот, но и за европските држави, каде што исто така и од таму се регрутираат голем број на борци кои што заминуваат на овие места. Значи, станува збор за една комбинација и интеграција на повеќе кривични дела, каде што покрај кријумчарењето на мигранти, во добар дел може да се говори за обележје на кривичното дело трговија со луѓе, за пренесување на оружје и експлозии и експлозивни материјали и од они од пософистицирани облици, и каде што сето тоа зачинето со некои пошироки криминални групи и остварување на цели, може да се случуваат неубави моменти. Настаните кои што се случија на крајот на 2015 година во Париз се една од индициите дека тоа се действија кои што може да се случуваат и на други географски подрачја, каде што со обележувањето на овие акумулации на мигранти, веројатно и некои од нашите земји од регионот може да бидат идентификувани како интересни за некакви идни действија. Професоре, овој разговор би го завршила со едно прашање од внатрешно повеќе политички аспект. Колку нашата внатрешна политичка криза и ова предизборие во кое што се наоѓаме еден подолг временски период влијае на нашите капацитети за справување со сите овие предизвици поврзани со мигрантската криза? Поставивте прашање кое што е многу сериозно, меѓутоа се плашам дека немам одговор на сите аспекти на вашето прашање. Оваа криза покажа дека и во период кога се случија значајни политички промени внатре во Република Македонија, со влез на опозицијата во државните структури и со преземање на некои од значајните министерства кои што имаат надлежности во справување со состојбите со бегалците и мигрантите, всушност се покажа дека без оглед на такви позначајни политички промени, состојбите на терен продолжија да се менаџираат на, би рекол, квалитетен начин, што покажува, може би е една мала придобивка во целата оваа критична и неубава ситуација, дека потенцијалите на државата може да одговорат на некои предизвици како што е ова. Меѓутоа, самата бегалска и мигрантска криза е состојба која што многу брзо може да ескалира во една или во друга насока, бидејќи станува збор за глобален процес, за состојби кои што не зависат од факторите во Република Македонија, но, од друга страна, имајќи ја осетливоста која што на внатрешен план се случува, за една заглавеност или закоченост која што не е убава, сигурно дека може да помогне во решенија кои што во неубави решенија. Така што таа причина е битно да не ескалира кризата, од друга страна да се средуваат состојбите на начин на кој што треба да се средат, под, би рекол, координација и помош на пријателите од Соединените Американски држави и Европската Унија, да се создаде здраво ткиво, кое што понатаму ќе може сериозно да ги вози состојбите поврзани со предизвиците кои што не доаѓаат само од мигрантската и бегалската криза, но кои што се бројни, а секако дека оваа криза може да има значајни влијанија и на внатрешен план.
Професоре Стојановски, ви благодарам што бевте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Задоволство ми беше да разговарам со вас за овие исклучително значајни во овој период прашања. Се надевам дека на јавност дадовме одговори кои што периодов на вистина се потребни. Ви благодарам за поканата. Почитувани слушатели, останете, продолжуваме со куса пауза за реклами, па се враќаме со финишот на ова издание на Пулт. Почитувани слушатели, тука ќе го заклучиме ова издание на политичкиот магазин Пулт. Се надевам дека дадовме одговори на особено важни прашања поврзани со мигрантската криза со која се посериозно се зафатени земјите од балканската рута. Особено се усложнати состојбите по одлуката за лимитирање на протокот на бегалци и мигранти донесена минатата недела, по која што се зголеми драстично бројот на лица кои што се заглавени во кампот и домени во близина на македонската граница. Во вчерашното, односно денешното интервју на министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски за CNN, тој повикува Грција да преземе мерки за отстранување на овој огромен број на лица од македонско-грчката граница. Ризикот е дека со драстичното зголемување на лицата може да дојде и до инциденти на овој реон. Разговаравме на оваа тема со професорот по безбедност Трпе Стојановски, поранешен директор на Мари Центарот. Се надевам дека ви понудивме квалитетен разговор и одговор на вашите дилеми. Тука се одјавувам. Ова беше Пулт на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славе Царсова, уредник и водител на оваа програма во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.